Дали сметате дека има злоупотреба на службените возила од страна на државните функционери во нашата држава? Тоа е јавна тајна. Не се прашува, тоа е очигледно и сите го знаат, и децата мали. Веројатно да. Сметам дека не. И секогаш тоа зависи од тоа колку е кој лично одговорен како поединец. Па може да ги отргуваат, кај да знам ја, кај ми се кажуваат на мене и на тебе, така е. Еден мощно впечатлив пример за скромност го сврте вниманието на светската јавност. Хосе Мухика, поранешниот председател на Уругвај. За време на неговиот мандат, наместо да ги користи председателските бенефиции, Мухика возеше собствено возило Volkswagen Буба, произведено во далечната 1987 година. Вредноста на неговиот личен, а исто време и службен возен парк е процената на прескромни $1945. Во октомври минатата година вниманието на пошироката јавност го сврте сообраќајната незгода во која учествуваше екс-министерот за труд и социјала Диме Спасов, кој користел службено возило надвор од работното време, со што се откри дека и еден висок државен функционер како што е министер ги злоупотребува средствата што им припаѓаат на граѓаните. Ова е еден обид, едно смислено сценарио преку криминално полициска местенка да се нанесе штета врз мојот углед. За збрката што настана околу случајот, Тодор Пендаров, новинар, вели дека оваа грешка не може да му се прости на екс-министерот. Збрка со джипот, возел, не возел, удрил, не удрил. Во секој случај едно беше факт. Он возел ту джип надвор од службени активности во приватна. Тоа се друго да му се опрости, тоа не може да му се опрости, затоа по секоја нормална парламентарна демократија повлекува оставка самиот да се даде, а не да чека некој да го смени. Поттикнат од овој случај, новинарскиот тим почна да истражува за употребата, односно злоупотребата на службените возила. Скуп испрати барање по службен пристап за информации од јавен карактер и до Министерството за труд и социјална политика. Во редакцијата на Скуп добивме одговор во кој е содржан извештајот за извршен вонреден попис на возниот парк од септември 2016 година. Во него се наведува дека за време на вонредниот попис на возниот парк, интерната комисија евидентирала само 10 службени возила на паркингот на Министерството. Како што стои во извештајот, поголем број возила ги немало во кругот на Министерството за да може да се направи целосен увид. Со пописот направен на 12 септември минатата година, комисијата констатира дека на паркингот на Министерството недостасувале дури 27 возила собственост на овој владин ресор. Комисијата уште констатира дека со 3 возила лично се задолжени државни службеници во Министерството, но комисијата не успева да ги утврди нивните локации. Исто така, уште 7 автомобили комисијата воопшто и не ги барала, бидејќи констатирала дека за нив имало одлуки дека тие се отстапуваат на користење на други јавни институции. Меѓу нив е и джипот марка Туарек со скопски регистарски таблички со кој, како што стои во соопштението на Министерството за внатрешни работи, ноќта меѓу 28 и 29 октомври 2016 година се предизвикани 2 сообраќајни незгоди. Дел од тие возила беа потоа пронајдени, но до крајот на мојот мандат не добивме официјален допис ниту документ од Агенцијата за вработување за користењето на возилото Туарек, кое го управувал Диме Спасов, а за кое побаравме документ од нив. Кусониот говори во телефонски разговор екс-министерот за труд и социјала Фросина Ташевска-Ременски. Власта дава моќ, а моќта морално расипува, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Тој се присетува на скромните услови на возниот парк на Министерството во почетоците на осамостојувањето на државата. Во тоа време, освен министерот, кој што имаше право да користи посебно возило, возач и по потреба обезбедување, подсекретарите не користеа ништо, но од секојаш МАБАР имал најбројен возен парк од специјални возила па се до автобус или не знам други возила, автомобили, се оно што е неопходно за остварување на функцијата. За бројот точно не се сеќавам колку имало, но имало систем на користење и оперативните служби, полицијата, тие морале да водат евиденција согласно налогот за извршување на одредена задача, да водат евиденција каде биле се возилата, колку километри поминале
Јас не се сеќавам некој од тоа време, дори сум бил и подсекретар, и помошник министер, и министер, дека имало класична злоупотреба на возниот парк. Тимот на СКУП испради барања до слободен пристап на информации од јавен карактер до сите министерства и општини во Република Македонија. Информациите што ги добивме дадоа одговори на нашите прашања, но некои од нив уште повеќе ги замаглија работите. Во голем дел од општините во Република Македонија нема правилници за употреба на службените возила. Во овие општини контролата за употреба на возилата ја спроведува самиот градоначалник. Обидите да стапиме во контакт со градоначалникот на Скопје и градоначалникот на општина Карпош беа неуспешни. Во светот, па и во Европа, има слични примери каде што дури и многу побогати држави располагаат со многу скромен државен возен парк. Кај нас пак во Македонија само владината служба за општи и заеднички работи за потребите на државните функционери и за други службени потреби располага со 40 релативно луксузни автомобили. Главно за председателите на државата, на собранието и на владата, како и за министрите кои до неодамна се возеа со Ауди 6 и Ауди 8, а од неодамна преку буџетските пари се подновија со исто така престижни возила од типот Volkswagen Passat. Во владиниот допис кој го добивме од службата за општи и заеднички работи не беше евидентирано возилото од типот Mercedes Maybach, што пред 5 години државата го плати близу 600.000 евра. Во владиниот допис нема податок за злоупотреби. Оттаму велат дека контролата на користење на службените возила во министерствата е обврскана самите министерства, за што тие треба да имаат донесено посебни правилници за таа намена. Мерцедесот не стои ниту во одговорот кој го добивме од Министерството за внатрешни работи, кое официјално склучило договор за јавна набавка на ова луксузно возило во 2012 година. МВР е единственото министерство кое информацијата за возниот парк ја прогласи за класифицирана информација, иако поседуваат 2100 возила што ги прави министерство со најголем возен парк. За собранието пак, каде што Пендаров е сега вработен, вели дека единствено собрание нема возен парк, односно дека дури и председателот на собранието, кој спаѓа во групата на трите највисоки функционери во државата, се вози со автомобил кој е собственост на Министерството за внатрешни работи, а не на собранието. Но тој факт е поради безбедносните мерки утврдени за највисоките државни функционери. Возниот парк во Република Македонија формално е ставен под владината во службата за заеднички работи, тоа е владина служба, формално. Ние немаме службени возила, дури и председателот на собранието, кој спаѓа во групата на трите највисоки функционери во државата и заштитена, се вози со ауто кој е собственост на Министерството за внатрешни работи, значи не на собранието. Но како е во подемократски и побогати држави? Пендаров како поранешен новинар и долгогодишен дописник од Словенија, вели дека во Словенија според законот само 9 функционери имаат право на службено возило и она што велиме кај нас, обезбедување или возач. Тоа се тројцата председатели, значи председател на држава, председател на влада, председател на парламент, четворица министри, внатрешни, надворешни, одбрана и финанси и 20 председатели на судовите, на Врховниот и Уставниот. Тоа се луѓе кои имаат право да користат службено возило. Останатите функционери, вклучувајќи ги другите министри, се должни на работа да си доаѓаат со сопствен превоз. Каков ќе биде тој превоз е негов избор. Во интернет анкетата што ја спроведе СКУП, 95 од 100 испитаници сметаат дека има злоупотреба на службените возила во Република Македонија. 90% изјаснија дека е потребна зголемена контрола и регулација на службените возила на Република Македонија. Анкетата покажува дека граѓаните се силно убедени дека во нашава земја службените возила повеќе се злоупотребуваат отколку што се употребуваат. Анкетираните, функционерите и другите јавни службеници ги упатуваат на користење на јавниот превоз и на сопствените возила. 53,49% од нив ги сметаат паричните казни како најдобро решение, а 46,51% велат дека санкциите како отстранување на функција, одземање на возилото, зголемена локална контрола, суспендирање на сторителот од работното место без плата минимум 3 месеци и систем за негативно бодување ќе бидат решение на ваквите проблеми.
Но каква е политичката култура, нивото на моралната одговорност и свест во скандинавските држави? На ова прашање ни одговори Тихомир Илиевски, кој изјави дека политичката култура и моралната одговорност е на повисоко ниво од она на Балканот. Таму функционери поднесуваат оставки и за работи кои навидум изгледаат како ситници. Дама од своји 30 години, по потекло инаку од Босна и Херцеговина, што е исто така еден интересен детаљ, која во хиерархијата на партиската политика и на владата брзо напредувала, стигнала и до позицијата министер во тогашната социјалдемократска влада и која заради возење на сопствено возило, но со неколку промили на алкохол над дозволената граница, по 2 или 3 дена под притисок на јавноста повторно поднесува оставка. Наспроти фактот дека шведската принцеза своите деца и во зимски услови ги носи на училиште со велосипед. Во Македонија таков пример не може да се најде ниту со Боринче. Единствено, само еден ден во годината, колку за парада, градоначалникот на Скопје, на третиот град во Европа по загаденост, кој јавнува велосипедот за неколку стотини метри додека е во објективот на телевизиските камери. Па како што реагираат и граѓаните наместо во функција на рационалноста, на здравието на функционерите и на другите државни службеници, наместо во насока на намалување на загаденоста на воздухот, Македонија е рекордер по службени автомобили, и луксузни и скапи. Пред некоја година во тајни мистериозни околности возниот парк на државата се збогати и со познатиот луксузен Мерцедес од 572.000 евра. Набавен е без тендерска конкуренција со само една единствена понуда, која Скопје евидентира во Бирото за јавни набавки. За оваа афера јавноста дозна преку така наречените бомби, телефонските снимки кои пред 2 години ги објави опозицијата. Тој ти рекол, ќе видиш таму што треба фул. Да, па затоа и за да видам попрецизно да биде кој што треба. Пратете ми го вие позади да има екрани. Ко се возам со мали. Да, нема проблем. Таму имаше у тој. Јас се сеќавам и ја го листав, нема проблем, тој ќе го направиме. И тука ќе видиш, тоа е фул, као за тебе. Да, не, окей си е, мислам таму не може да има промашај на таа варијанта. Да. Така да супер. Така да почне поставката тера. За истиот Мерцедес, специјалното јавно обвинителство годинава покрена нова истрага ТЕНК, во која осомничени се 2 лица поради основано сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба за дејствија случени во 2012 година. Јавноста не остана рамнодушна на посебниот и скап Мерцедес. Прво, значи, ниту имало луксус, ниту имало потреба за тоа да се луксузират. Уште помалку преку тој возен парк или скапи возила, да се манифестира позицијата, власта, ароганцијата, уште помалку околу министра за внатрешни работи, да се движат 20-30 луѓи за тоа да прикаже дека тој е загрозен. И најдобро е тој да се продаде, се купат 3 уште други, за да сите оние за кои има проценка дека може да бидат загрозени, да биде нивната безбедност загрозена, да го користат. Ако опште се најде некој што ќе купи таков скап Мерцедес. Дали мислите дека постои начин да го поправиме тоа и како? За се постои начин да се среди. Само ако се сака. Ако се има добра волја. Тоа треба да се регулира со прописи внатрешни во сите институции, кои веројатно ги има, ама дали се почитуваат и колку?